Почитувани гледачи, школската година заврши. На сите деца им посакуваме на крајот да имаат што повеќе петки, а вие гледате петата емисија од серијалот Гарден клуб. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во одржувањето на градините, кроењето е една од најбитните работи, затоа гледајте го сега прилогот за кроење. На кроените или стрижените облици им треба многу повеќе прецизно стрижење отколку на живата ограда. Не брзајте, посебно во почетокот на облекувањето на одделните делови. Внимателно подкастрете ги гранчињата до саканиот облик. Не кастрете премногу на едно место. Со тоа може да ја нарушите симетријата на обликот за цела сезона, се додека не се појави нов раст кој ќе го надомести тоа. Иако имате добро око за обликување растенија, мудро е да употребите либела, висок или некое друго помошно средство, со кое можете да ја проверите точноста на сечењето. За да ја задржите изедначената симетричност, секогаш работете од врвот на растението надолу, сечејки од двете страни. Заоблените делови на топиариумот полесно се обликуваат отколку искривени геометриски облици и често може да се стрижат рачно. За да создадете топчест облик, прво подкастрете го врвот на растението и потоа направете засек надолу околу целото растение, така што ќе добиете прстен. Потоа треба да засечете уште еден прстен под агол од 90 степени, па ќе ви останат 4 јасно испакнати делови кои треба да ги подкастрите. Геометрискиот топиариум со прецизна површина и рабови под кос или прав агол тешко се одржува и се обликува. Убавиот облик треба да се постигне со сигурно, уредно стрижење. За да се задржи симетријата кај таквите геометриски облици, најдобро е да ги подкаструвате со помагала кои се зацврстени на трските. На готовиот облик потребно му е често стрижење во текот на сезоната. Периодот на стрижење ќе зависи од брзината на растењето. Сложените геометриски облици на шимширот ќе бараат стрижење во период од 4 до 6 седмици. Стрижете го новиот раст, штом обликот ќе стане нееднаков. Ако во текот на годината не е потребен совршен изглед, за прифатлив ефект доволни се 2 подкаструвања во сезоната на растење. Тисата, например, треба да се кастри еднаш годишно. Шимширот, во зависност од сортата, обично 2 пати, а видот Lonicera nitida 3 пати. Растенијата стрижете ги во соодветниот годишен период. Грмушките не стрижете ги рано на есен, бидејќи фиданките што се создаваат по првото стрижење треба да бидат доволно зрели, за да им се спротистават на зимските температури.
Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци, етрокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 30 50 43. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во рубриката Нашите градини, вие ја гледате градината на семејството Ѓорѓиевски. Екипата на Гарден клуб овој пат беше гостин во населбата Железара во градината на семејството Ѓорѓиевски. Оваа прекрасна градина е формирана пред 10 години. Ова е градина во 2 нивоа, што е реткост на нашите простори. Со тоа што второто ниво на градината и дава една длабочина гледано од позиција на терасата кон второто повисоко ниво.
Градината изобилува со групација на растенија кои се групирани спрема својата големина, односно растенијата кои растат повисоко се позиционирани по страните блиску до бетонската ограда и во челниот зид, додека пониските растенија се посадени на преминот од првото кон второто ниво. Пониските растенија се групирани во оформени поголеми жардинјери, изработени од комбинација на дрво и камен, кои се одлично вклопени и даваат посебен шмек на градината. Левата жардинјера е поставена така што е овозможено да движењето биде можно од сите страни, со што се овозможува одлична пространност на слободни движења низ градината. Во средината на градината, веќе на второто ниво, засадени се две исти растенија, дрва од типот на таксус бакати, кои на некој начин символизираат порта помеѓу долното и горното ниво на градината. На десната страна од градината, каде првобитно била замислена уште една жардинјера, но таа за кратко време била препрамена во фонтана, која е изработена во натур стил од камени стени, кои се внимателно избрани и вградени, при што се внимавало на големината и висината на фонтаната да остане во ниво доволно високо, како не би се затворил дел од второто ниво. Битно е дека големината на фонтаната е во соодност со незината позиција. Фонтаната е засадена со неколку видови на ниски хоризонтални зимзелени растенија од типот на пинус муго и неколку видови юниперуси евонимуси. За да се добие колорит, користени се растенија со црвенкаста боја од типот на берберис во два вариетети. Покрај фонтаната, од десната страна, засаден е и јавор со црвенкаста боја, кој исто така е колоритен, бидејќи се наоѓа помеѓу растенија кои имаат нијанси на зелено-жолти бои. Во градината по страните посадени се повеќе видови и вариетети од родот на туите, меѓу кои се тујата смарагд, туја розенталис, како и ауреа нана. Меѓу другите растенија се веќе споменатите таксуси, како и стрикти, елводи и други растенија кои успеваат на нашите простори. Позитивно е тоа што пристапот и циркулацијата на движење во градината е слободен од сите страни, а се е исполнето со растенија кои се заживеани и не се попречуваат едно на друго. Тревнатата површина е густа и силна, односно отпорна на газење, што е резултат на квалитетно семе, редовно полевање и редовно косење. Патеките до градината изработени се од природни материјали, односно камен од неколку врсти. Во основата, каде што се поставени елементите за седење, преовладува травертинот. Во градината може да се забележат елементи на натур етно и поп-арт стил, но се е некако комбинирано со исклучителна доза на префинет вкус. Се надеваме дека нашата камера ви долови дел од убавините на оваа градина. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
кога сме кај уредувањето на градините во фенг шуи стил, нормално ние се наоѓаме во падините на планината Водно, а наш денешен соговорник е пак нашата драга гостинка Магдалена. Многу ми е мило што повторно сум во оваа емисија и што постои интерес за кај граѓаните воопшто да си ги подобрат своите домови и дворови за живење похармонично да им биде живењето. Магдалена, кога сме кај фенг шуи филозофијата, дали постојат сличности во фенг шуи филозофијата, односно начинот на живење и сваќањата на нашите стари, на нашите предци и како се живеело на овие простори? Дали има некои сличности? Прашањето на вистина ми е предизвик да го одговорам, заради тоа што веќе 10-15 години истражувам по сето ова и веќе сум сигурна, последниве 2 години веќе сум сигурна дека сето тоа, без разлика каде си, хармонијата на живењето е хармонија која постои на секаде низ светот. Нашите предци те како знаеле да живеат во хармонија и те како знаеле да живеат во склопство со природата. Но разликата е само во тоа што по фенг шуи, како велат се, символите се различни. Ако символ за среќа во будизмот или во пределот на Кина, Индија и така натаму е одреден цвет за среќа, например, или во домот, ако е за среќа символ црвена топка која носи изобилие и късмет и среќа, во нашиот дом и во нашите домови на нашите предци постоеле многу пати символи, но биле различни. Колку пати и вие сте сведоци и сите соговорници, кога и да зборувам, ќе речам, па зар мора јас да ставам таква црвена топка, кога мојот символ и символот на мојот народ е една потковица? Колку пати во дворови ќе најдеме дека постојат оние големи тркала, нели, од кочи, кои што велат убав символ е за да ти да го вози, да одиш лесно по патот. Така да оние керамички ѓумчиња или пак стари пари, стари некои предмети кои што сите ги имаме во нашите подруми, можеме слободно да ги ставиме во нашиот двор и тогаш нашиот дом ќе биде по фенг шуи уреден, затоа што мене, кога знам дека тој предмет од мојот дедо и од мојот прадедо, кога ќе го погледнам во мојот двор, и те како добра енергија ќе ми даде, затоа што фенг шуи не е некое празноверие. Фенг шуи е нешто кога ќе помислиш дека ти ја подигнува енергијата. Подигнување на енергијата значи кога ќе погледнам во нешто мене што ме прави среќен. Розата е символ на нашата е символ на љубовта. И зар имало подобро уредени дворови кога ќе помислиме на оние капи стари капи, каде што розите се секаде распоредени и поминуваш низ една кошница од рози по тебе. Мислам дека е тоа навистина фенг шуи. Истражуваме веќе 10 години, јас, мојот партнер, мои пријатели кои навистина сакаме да докажеме дека и градењето на домовите, старите галички куќи биле градени со најприродни елементи. Немало ништо што содржи пластика, немало ништо некои вештачки тие полнетици, полнетицата била кал, дрво се правеле куќите и така натаму. Фенг шуи е како филозофија на живење, да живееш што поедноставно, а да не се оддалечуваш од природата. Луѓето малце живееме стресно, живееме напорно и кога ќе дојме во нашиот дом, ние треба да сме растеретени. Зар има подобро чувство кога ќе си влезеш во свој дом и ќе се чувствуваш баш како што сакаш, дека ти си тој. Така и во свој двор. Во свој двор, дворовите нам не ни се за покажување и за да покажеме какви дворови имаме. Дворовите ако ги уредиме и ако ни ги уреди некој добар градинар и така натаму, ако ние не се грижиме за нив, ако ние ја даваме нашата енергија, ништо. Ако видиме дека некој цвет во нашиот двор или во саксија или било како не вирее, не треба да го мачиме. Гледаме дека тоа место не е за него. Но ако видиме дека нешто вирее, и ако некој цвеќе или без разлика, например, кај нас многу вираат бамбусите.
без разлика што бамбусот како најголем прочистувач на енергија постои, ние случајно нашиот комшија ни го даде, затоа што брзо се шири гранката, коренот, и ни го даде. Јас не знаев 2 години што да му правам по сакси, но после 2 години рековме, па навистина бамбусот треба да биде кај нас. Треба да му се даде слобода. Треба да му се даде слобода. Еве, например, нашиот двор не е секогаш добро уреден, но ние велиме, јас гледам. Не, тој е добро уреден, но не е секогаш среден. Не. Среден заради, нели, обврските и времето. Јас навистина велам, па нека си живее и нека си се грижи, и кога ќе влезам и било што ако земам да чепнам, сакам да ми е мерак, значи да не ми обврска и како да речам, да бидам растеретена да го правам тоа со мерак. Што сакав да напоменам? Сакав да напоменам дека треба да почувствуваме и кој цвеќе ние го сакаме. Например, лимонот. Знаеме колку тие биле, сетете се, и јас не паметам, значи ние во Гевгелија или во тие јужните делови не паметам куќа кај влезот, кога ќе влегуваш во едни лимен, како се тие метални, најобични конзерви во кои не знам какви сакси скапи купени, од двете страни на влезот имало лимон. По долги години, значи тоа од дете паметам, а и сите знаеме, по долги години во книгите први што ги прочитав за фенкшуј, вели за добра енергија потребно ќе влезот да има 2 цвекиња во добра симетрија и тие да бидат здрави и убави. Нашите стари без да знаат и без да читаат книги за фенкшуј, тоа го правеле со лимони. Да, само што не се обрнувало толку внимание, а во старите веди, значи тоа се стари древни записи, постоеле правила архитектонски како да се уредуваат на тие плацови и личеле куќите еден на друг. Кај нас, особено не кај нас, како Македонија, во материјалниот свет и живење во последниве од 60-та година па навака, настане еден престиж. Па, обрнувајќи внимание на трки, како изгледаат домовите, некако дворовите, дојдоа во втор план. Втор план, за жал. Јас сум првиот поборник да дворовите се поважни, како што и во претходната емисија спомнавме, повеќето од времето треба да го живееме надвор во природата, ако имаме двори, ако имаме... Дали се согласуваш со мене дека македонските градини, оние старите македонски градини, градски градини, значи има некој свој шмек, свој стил, значи некои свои специфични плочници, растенија кои ги имаше скоро во секоја градина. Дали се сложува со мене дека тоа беше унифицирано? Јоргованите. Дали се сеќаваш тие јорговани, кога мислам колку песни се напишани за тие јорговани и зошто тие јорговани сега да не постојат во нашите градини? Точно, јоргованот како растение кое беше многу специфично скоро за секоја, еве, ќе кажам, скопска градина, како полека да го снемува. Меѓутоа се надевам дека оној мирис што го шири јоргованот и оној преубав цвет што го има, дека ќе се врати пак и дека сепак ние ќе задржиме нешто автентично од оние македонски градини. Го започнавме прилогот, значи, за фенкшуито го поврзавме со градините кои порано биле на нашите простори и видовме дека на вистина има многу сличности и дека нашите предци, без да читаат книги за фенкшуј, знаеле значи хармонијата на живењето да имплементираат во своите домови, во своите животи. Нели се согласуваме со тоа? Согласувам потполно и за крај само да напоменам дека грозјето е символ за изобилие. Така Александар Македонски било кој, мислам, како најголемите војни, најголемите кралеви имале гроздови, например, на една маса, кога нешто има или филм, или во сите прочитани книги. Виното е нешто што е навистина късмен дар од Бог. И сега, зошто ние сите, сеќавајќи се и дали постоело надворешна летна кујна, мислам надвор, кај што се да не седиме под гроздаци. И навистина Добро, сега се во мода кивите, но сепак во оние постари скопски градини и каде што оние чичковци што имаат сега по 70-80 години, тие се уште си сакаат да си каснат грозје и така да им е кивито во втор план. Живаат во
таа сенка и уживаат во тоа зеленило, на вистина. Се надевам дека и во следните емисии ќе имаме некоја добра тема за хармонијата во градините и нормално Гарден клуб и благодарам на Магдалена како стручен советник за феншуи. Се надевам дека овие прилози што ги правиме за феншуи ви се допаѓаат. Ти благодарам уште еднаш Магдалена за гостувањето во нашата емисија. Ви благодарам и наредната тема ќе биде водата и градината, фонтаните, водопадите. Значи, најава за следните емисии феншуи, имплементирањето на водата во феншуито. Значи, што значи водата во феншуито, подигнување на енергијата. Гледајте не во следните емисии. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Конечно гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Устија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур. Свадбен ресторан. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се, драги гледачи, од петата емисија на Гарден клуб. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание. Се надеваме дека ги гледавте нашите прилози. Кој пропуштил, мислам дека дошта пропуштил, но затоа се тука нашите репризи. Гледајте не и следната сабота во 12:30 на Телма телевизија.